Белата ноќ пристигна и во Скопје. Зошто е бела? Вечерва скопјани ќе почувствуваат како е да се биде граѓани на некоја светска метропола. Концерти, изложби, театарски представи, перформанси, модни ревии на 24 локации низ градот. Околу 250 уметници од 12 држави учествуваат на манифестацијата Бела ноќ, која трета година поред се одржува вечерва во центарот на Скопје. Вака гореше плоштадот Македонија со спектаколот кој застанува с дивот и покажува дека Скопје, како и секоја друга светска метропола, може да гори од културни настани. Белата ноќ го обели образот на скопјани често обвинувани дека не следат културни настани, но и ја наметна потребата дека вакви манифестации не треба да се случуваат само еднаш годишно. Спектакуларниот огномет на плоштадот Македонија вчера вечер ја одбележа третата Бела ноќ во Скопје. Парадата што ја предводеше француската трупа Малабар и нивните чудесни креатури беше атракција на вечерта. Манифестацијата што ја организираше градот Скопје собра 250 уметници од 12 земји. Ако на балконот прв пат се случува во Скопје, феноменална идеја да и натаму се одржува оваа манифестација и да биде као први на балконот да се вклучува во таа светска асоциација, нели? Супер настан, мене ми се допаѓа многу тоа. Многу добро што може да ја прифати секоја популација, значи од најмладите до нели повозрастните и старите, да не ги исклучиме. Мислам дека е супер. Нешто слично као нова година, е така. Да, као нова година. Место кај што може да се соберат повеќе луѓе и да сретнеш некој што не си го видел долго време. Што е градот жив, фреквентен, тоа значи. Па ги видов како чобатите, имаше многу интересни чобати да по жици, дека секад под зид што иде. Отворена, достапна, креативна, забавна. Таква е културната нова година за сите генерации. Вака скопјани ја доживуваат манифестацијата Бела ноќ, која традиционално веќе 5 години се одржува последната сабота во септември. Многу концерти и музички настани, изложби, представи, невообичаена улична уметност, арт-видео, спектакли на отворено и затворено, циркуски акробации. Се во ова е дел од стотиците настани кои ја создаваат Белата ноќ. А има за секого по нешто. И за децата, и за возрастните, и за тинејџерите, и за пензионерите. Ноќта станува ден. И поради отворените кафулиња, продавници и локали. Се е отворено. И секој може да се пронајде во некоја од илјадниците приказни, раскажани низ скопските улици до раните утрински часови. Почна случајно. Во 2004 година во Македонија стапи на сила законот за децентрализација, префрлување на дел од надлежностите од централно на локално ниво. Градот Скопје доби 8 институции од културата кои дотогаш беа под капата на владата, односно Министерството за култура. Тања Балаќ, позната македонска сликарка, истата година учествуваше на Белата ноќ во Париз. По враќањето во Скопје доаѓа на позицијата раководител на секторот за јавни дејности во администрацијата на Скопје и го пресликува концептот Бела ноќ по урнекот на Париз, Лондон, Мадрид и другите светски центри. Има визија дека ова ќе прерасне во една традиционална манифестација, бидејќи навистина сметав дека е манифестација која што му недостасува на нашиот град. Од причина што сметам дека Скопје треба да се најде на мапата на градови на Европа кои што ја прославуваат оваа Бела ноќ, како Мадрид, Хелсинки, Рим, Париз. Првата година малку несигурно, плашливо, за некој 21 ден успеавме да го направиме сето тоа, но како течеше времето, еве,
веќе 5-та година и мислам дека организацијата е веќе на високо ниво и резултатите сами по себе нели дојда. Па знаете како, буквално мислам дека на Скопје му недостасуваше манифестација од овој тип. Баш гладни и жедни беа граѓаните за ваков тип на случувања, на настани, на отвореност, на некоја позитивна енергија, некој флуид кој што за цело време во Белата ноќ се чувствуваше. И веќе после првата година ние знаевме дека тоа е тоа, дека е тоа полн погодок. Едноставно, може би не требаше и голема реклама, веќе следната година граѓаните сами прашуваа кога ќе биде, нели кога ќе се случува. Така да, навистина, како организација, како град Скопје, сме задоволни од тоа што сме го постигнали. Реномето на Белата ноќ се базира на ексклузивни гости од светот на театарот, сликарството. На една од белите ноќи ексклузивно настапи светски познатата група Малабар со спектакуларниот перформанс Хелиос 2. Во Скопје дојде и театарската трупа Фламен од Германија со пиротехничкиот спектакл Да, водата гори. Тука беа трупите на театарот Аргола плюс Антиагни од Словачка со спектаклот Место каде што водата и огнот танцуваат заедно. Љубителите на уметноста можеа да ги видат изложбите на ракотворби, традиции и техники на Јапонија, изложбата на костими од Ангелина Атлагич од Србија, но и Асад се враќа дома на Ника Аутор, истакнат уметник од Словенија. Белата ноќ од секогаш била привлечна и за македонските звезди. На неа настапувале Тони Китановски, Проект Жлуст, сликарот Александар Станковски, Бодан Арсовски, првенката на македонската опера Весна Гиновска-Илкова и најголемата музичка икона во Македонија Тоше Проески. Бела ноќ е значајна за сите влюбеници во уметноста. Покрај 8 градски институции од културата, во Белата ноќ од година во година се вклучуваат и националните театри, музеи, локали, дискотеки. Сите сакаат да учествуваат во создавањето културни зависници. Од самиот почеток во организирањето на Белата ноќ е вклучена една од најголемите институции од културата во град Скопје, Младинскиот културен центар. Значи, она што ние, да речем, го контролираме и под наша организација, тоа е имаме 25 локации каде што се одржуваат званично, да речем, нашите уметнички перформанси. Преку 104 перформанси се изведуваат во текот на оваа ноќ. Имаме 12 земји учесници гости кои што се од надвор, да не ги набројуваме нели сега сите. И предпоставувам покрај нас, покрај нашата организација има и безброј други кои што не се вклучиле официјално, а сигурно ќе имаат некако уметничко или забавен карактер. Кога ја селектираме програмата, најмногу се водиме од она што во моментот нас не пристигнува како на конкурсот кој што го објавуваме во почетокот на март месец, и тогаш гледаме со што во суштина ние располагаме, нели, дали повеќе ќе тежи на музика, на ликовна уметност, на поетскиот збор, на видео артови или театарски перформанси. Значи, немаме некаков однапред одреден концепт кон што нешто ќе одиме. Секогаш е од она што ќе добиеме како понуда. Значи, посветеноста на Белата ноќ секогаш била, да речем, најголема во однос на сите останати случувања и она што се случува како било каков перформанс или било каков настан во центарот на градот Скопје. Така да и ова вечер очекувам исто така. Во тоа време и програмски Белата ноќ беше концепирана на тој начин да со сите институции со своите програми ја покриваат целата манифестација. Кој што гледате денес, таа веќе се прераснува во една засебна манифестација.